Добро вечер на сите гледачи, поддржувачи на Твоја и политички опоненти. Вечерва емисијата ќе биде составена, концептот на емисијата во три фази. Едното ќе биде одговарање на прашањата што прошлиот пат не успеавме да ги одговориме, односно професорката Најчевска да ги одговори. Второто ќе биде коментирање на некои наши работи од програмата, особено што мислиме да направиме ние од изборните приоритети што ги имаме подготвено, и третото ќе биде, доколку имаме време, коментирање на некои твитови. Исто така во живот ќе може да поставувате колку сакате прашања и ние ќе ви ги одговараме. Пред да почнеме, би сакал да пренесам нешто на јавноста во врска со медиумите и големите партии. Тука би ги спомнал ВМРО, СДСМ и ДУИ. Големите партии од буџетот добиваат 1 милион евра за тековно функционирање во годишно. Значи партијата да сите штабови да им бидат отворени и сите што работат за партијата да бидат платени. Од прилика земаат околу 1 милион евра. За предизборната кампања земаат 900.000 евра за платено политичко рекламирање плюс 900.000 евра. Сега, тие со 900.000 евра и со милионот од пред тоа и со милионот од прошлата година, они ги подплаќаат медиумите и медиумите ги викаат само нив на дебати. А нас, малите партии, не повикуваат да имаме дебати помеѓу себе и да разговараме помеѓу себе во некаков си термин недела 3 сабајле на радио. Например, ќе ги викнат Левица, Ристо, Солза и Твоја. И сега ние треба да разговараме со Левица, Ристо и Твоја колку се лоши ВМРО и СДСМ во последните 28 години. Тоа не е ни ферски, не е ни демократски и ова мора да престане, доколку во следниот извештај на Европска унија искочи дека кај темата, кај сабџект, кај што има демократија, дека во Македонија демократијата е многу развиена и дека има прогрес и дека постојано се подобрува. Јас ки испратам имејл, јас лично, на сите релевантни фактори и во Европска унија, на сите пратеници во Европска унија, и на CNN, и на BBC, на сите можни светски медиуми, ќе го испратам тој имејл да им ја објаснам целата ситуација со овие медиуми. Значи, ние сакаме да медиумите не викнат да се соочиме со ВМРО и со СДСМ, а не со тие мали маргинални партии што и тие си имаат некаква програма, исто како и ние што имаме, немаме ние што да зборуваме со нив. Ви благодарам за овие 3-4 минути. Сега сакал да ја представам професорката Најчевски, да почнеме со првите прашања од последниот пат што не беа одговорени. Добро вечер, професорка, како сте? Добро вечер, супер. Пред да почнеме со прашањата, јас би сакала да се надоврзам за ова прашање со медиумите. Ја не мислам дека мора Твоја, да речеме, да се соочи баш со СДСМ или со ВМРО и слично, меѓутоа, мислам дека она што го вели изборниот законник, дека е потребен рамноправен третман на партиите во ова сфера, значи дека треба да ги третираме исто како сите партии да играат во прва лига, фудбалско првенство. И таму се влечеш дрепка, кој со кого ќе настапува, кога ќе настапува, на кој начин, колку и слично. Значи, ако дрепката испадне дека ние треба да дискутираме со Интегра или да дискутираме со Левица и слично, добро, ќе играме, значи, меѓутоа, самото постоење на неутрален критериум кој што определува на кој начин дебатите ќе се вршат, тоа е оној показател дека навистина рамноправно се третираат партиите во борбата за освојување на власт. Се друго е всушност манипулација и изигнување на изборниот законник. Благодарам. Сега ќе може да почнеме со прашањата? Може. Добро. Неодговорени прашања од минатиот пат се
Антонио Панев прашува дали партиите креира и ја одржуваат состојбата на партија над државата. Ја не би рекла партија над државата, туку партија држава. Кај нас не разбираат партиите заради некој многу чуден погрешен развој на разбирањето на демократијата и на градењето на самостојната држава, дека во моментот кога ќе ја освојат власта, тие стануваат дел од државниот апарат кој што работи за сите граѓани. Не може да работи само за членовите на една партија, не може да ги представува интересите само на една партија. Тоа што таа партија е на власт значи дека ќе се градат политики, дека ќе се градат некои општи настоки на развој кои што ги зацртала партијата во своите идеолошки, вредностни параметри кои што ги дала во својата програма, меѓутоа не значи дека таа партија е таму поставена да ги застапува само интересите на нејзините членови, да се бори за нејзините членови и се останато или да го запоставува или на овој или оној начин да го казнува заради партиската припадност. Значи, нам ни треба држава во која што партиите кои што ќе дојдат на власт ќе се претопат во она што представуваат институции на државата, кои што сами по себе си постојат, имаат институционално помнење и делуваат во своевиден континуитет кој што не дозволува нарушување на функционирањето на државата. Тоа е она со што во моментов се судираме. Например, многу на почетокот, кога се осамостојуваше Македонија, имаше многу голем интерес од Холандија за воспоставување на соодветна локална самоуправа во Македонија. И тие со голем ентузијазам дојдоа агенцијата на локалните власти на Холандија, обучува администратори во општините, вложија многу средства во ноу-хау техника, меѓутоа и директна материјална поддршка на општините. И кога дојде промената на власта, одеднаш сватија дека всушност со промената на власта сите луѓе од администрацијата во општините ќе бидат отпуштени. И тие дојдоа директно кај партијата која што победи во моментот да ги молат да не ги отпуштат или барем нека отпуштат само 1/3, 2/3 да ги задржат за да можат тие луѓе кои што поминале обуки, кои што знаат и слично да продолжат со работа. Она што се случи беше дека администрацијата во општините беше потполно заменета и холанѓаните ја напуштија целокупната програма. Благодарам. Сега Ако не говорила на прашањето. сега имаме една констатација од Виолета Костадинова и таа вели: мислам дека е клучно воспоставувањето на законитост и казнивост со приоритет на комплетно ресетирање на правосудството и приоритет на темелна реформа. Воспоставување на принципот на законитост единствено може да го зајакне принципот на одговорност и долгорочни суштински промени. Не можам да не се согласам со ова. Единствено би додала дека кај нас успеа политичките играчи да го извитоперат дури и поимот на законитост. Имено со еден посебен начин на донесување, на менување на законите по скратена постапка и менување на законите без потреба која што излегла од самите граѓани и без јавни расправи, тие всушност законите ги претвораат во алатка на политичката волја, односно ги претвораат само во маска на она што представува моментален партиски интерес. И на тој начин законитост е извитоперена. Имено секогаш кога им треба да се покријат за нешто што сакаат да го направат или пак го направиле, тие ќе донесат
соодветна законска обланда во која што ќе го спакуваат неправото и ќе ни го покажат како право. Значи, не е доволно само да кажеме дека ќе се почитуваат законите, туку треба да најдеме начин како да се спроведуваат сите процедури на донесување на законите. Дури ја во рамките на твоја предложив и мислам да потуркам тоа навистина многу сериозно, да се донесе таква одредба со која што ќе се забрани менување на еден закон пред да поминат 2 години на важење на законот. Промената на законот да не може да трае помалку од 1 година. Во текот на таа година да може да се консултираат граѓаните, да се направат јавни расправи и да се кристализира на вистина законско решение кое што е правно. Така што тоа би бил мој додаток на оваа навистина многу валидна констатација. Благодарам. Сега имаме едно прашање кое некако сите луѓе ги интересира, некои се и директно засегнати, што се вработени преку политичките партии во администрацијата. Тоа е прашање од Ана Чорбевска-Таневска. Што ќе направи твоја во врска со вработените во администрацијата, тоест со нивниот број? Тука имам многу е сложено и прашањето и одговорот на ова прашање. Именно кога зборуваме за администрација и за оние големи бројки кои што се спомнуваат за администрација во Македонија, зборуваме за целокупната администрација, значи јавната и државната администрација. Во јавните службеници спаѓаат и доктори, и наставници, и професори, и социјални работници и слично. Ако го погледнеме тој конгломерат на луѓе, ние ќе видиме дека немаме ние премногу. Значи, се она што представува дел од услугите, Македонија не го покрива со толку голем број во однос на другите држави, напротив, во одредени области дури и заостануваме. Меѓутоа, она што е карактеристично за Македонија е дека имаме нефункционална администрација. Значи, администрација која што постои, да речеме, во министерствата, во разноразни јавни предпријатија и слично, која што не е конкретно поврзана со извршувањето на функциите на таа институција, туку едноставно се трупа за да може да се обезбеди работа на луѓе кои што на овој или оној начин ги задолжиле политичките партии. Јас лично, мислам дека е тоа и прилично расширен став и во твоја, сум против лесно отпуштање на луѓето од работа. Заради тоа, ние во нашите изборни приоритети имаме напишано реконструкција на администрацијата, која што би овозможила соодветно искористување на целокупниот интелектуален капацитет кој што во моментов го имаме на начин кој што ќе одговара на знаењата, на искуствата, на вештините со кои што располагаат одредени луѓе. Значи, тоа подразбира не само добро истражување на ситуацијата, туку подразбира и формирање на вистинска агенција за администрација, која што би била основен филтер низ кој што ќе можат да поминат сите овие кадри. Па ако треба да се дообучат, ако треба да се прераспоредат на места каде што нема доволно кадри, исто така и тоа да се направи. Ако треба да се ослободиме од баласт на нефункционални луѓе кои што само се нарекуваат администрација, а всушност се вработени партиски луѓе, ќе има во секој случај резови во таа насока. Ви благодарам, професорке. Сега имаме една тема, екологија. Темата екологија е во нашата животната средина во Македонија. Тоа е во нашата програма, во програмата на твоја како изборен приоритет. И партиите некако ја избегнуваат, сите политички партии избегнуваат да зборуваат за
екологија и дури кога зборуваат, нивните политики не се јасни, не може да се разберат и не превзимаат ништо дури кога ќе добијат власт. Ние се фокусираме многу на екологија и како втора изборен приоритет во нашата програма е животната средина во Македонија, дека е мртва и твоја партија нуди начин како да ја реанимира. Сега твоја партија нуди поинаков пристап во заштита на животната средина. Што имаме намера да направиме во врска со тоа? Како твоја партија ќе ја реанимира животната средина? И како ќе се бори за реанимирање на животната средина? Да, животната средина никако е дел од оние помодарски теми кои што политичките партии ги потфаќаат заради тоа што им ги наметнува граѓанството, им ги наметнува здруженијата на граѓани или пак се наметнуваат од страна, меѓутоа кај ниту една политичка партија не само што нема желба на вистина да се навлезе во проблематиката, туку на некаков начин нема ни знаење. Тие не ни знаат што да прават. Јас никогаш се изненадував зошто се издвојуваат толку малку пари за заштита на животната средина и потоа ги гледав буџетите, дури и тие малку пари кои што се издвојуваат не се искористуваат до крај, затоа што не ни знаат што да прават тие во рамките на животната средина. Тоа е едното. Вториот елемент е дека голем дел од прашањата на животната средина се всушност дел од една поширока сложувалка. Значи, тие прашања се поврзани со работи во кои што се смешани големи пари и е смешан голем криминал. Значи, тука спаѓаат концесиите за каменоломи, тука спаѓа сечењето и продавањето на дрвата, тука спаѓа справувањето со сметот, тука спаѓа урбаната мафија со која што апсолутно ниту една политичка партија не осмели влезе во костец. Тука спаѓа градењето на соодветна инфраструктура која што би ги поврзала местата во Македонија и би овозможила децентрализација на живеењето во државата, наместо натрупување на сите луѓе заради проблемите на живеење надвор од главниот град во Скопје, овозможување луѓето да живеат надвор од Скопје, а тоа да не влие на квалитетот на нивното живење. Сите овие елементи се поврзани со животната средина. Значи, твоја партија прво би барала такво издвојување од буџетот државата, кое што е блиско до просечното издвојување во Европската Унија, а тоа е 2,5% од целокупниот буџет на државата. И тоа издвојување да се искористи во насока на справување со сметот, справување со големите загадувачи, справување со урбаната мафија. Например, многу често кај нас, кога ќе стане збор за загадениот воздух и слично, веднаш почнува да се зборува за автомобилите, почнува да се зборува за домакинствата кои што горат дрва и слично. Никој, апсолутно никој не сака да зборува, да речеме, за Рек Битола, која што отворено кажува дека во моментов и во иднина има намера да работи единствено на јаглен, и тоа на многу неквалитетен јаглен, и на мазут. Значи, во Европа веќе, ја мислам дека не ни постојат во Европската Унија централи кои што произведуваат струја со користење на јаглен или мазут. Значи, ние сме место каде што еден ваков голем загадувач одново и одново обстојува и целата вина за загадувањето на воздухот се обидува власта да ја префрли на граѓаните. Или пак, многу често зборуваат за сечење на шумите од диви дрвосечачи.
Значи, па фатиле еден со кубик дрва, па фатиле двајца со 3 кубика дрва, па се прави од тоа полициска акција, па се прави голема фешта и слично. Меѓутоа, никој на тој начин се замаглува она што вистина се случува, а тоа е дека самите јавни предпријатија, самата држава прави најголема сеча на шумите. Зашто го прави тоа? Каде оди тоа дрво? На кој начин се транспортира од Македонија и слично? Тоа е нешто кое што треба да се открие. Значи, ја навистина не мислам дека дивите дрвосечачи можат да направат ни една стотина од штетата која што може едно јавно предпријатие кое што со булдожери ќе излези и ќе уништи огромни површини со шума. Значи, основната насока на работењето на твоја се пред се големите загадувачи. И тука би се применил принцип дека загадувањето не смее да се исплати. Значи, мора да постојат толку големи казни, кои што едноставно нема да им бидат профитабилни на големите загадувачи да ги платат, за да може едноставно, како сега што се случува, ќе си плати 2, 3, 4, 5.000 евра и ќе си оствари не само профит, туку и екстра профит. И твоја партија дефинитивно ќе се бори против она погрешно представување дека всушност се спротивставени тука две права. Правото на здрава животна средина, на чист воздух, вода, почва и слично, и правото на работа. Не е точно. Значи, овие две права се комплементарни и едноставно само негрижата на државата и отсуството на заштитни механизми, меѓутоа и она најстрашното, тогаш кога државата самата представува голем учесник во уништувањето на животната средина, водат кон оваа важна дилема. Значи, она што твоја партија може да го направи, освен спремноста на вистина, дури и по висока цена да се фати во костец и со урбаната мафија, и со мафијата поврзана со справувањето со сметот и се оно што представува искористување на нечиста енергија, е прво градење на високи заштитни механизми кои што од страна на државата ќе овозможат заштита на животната средина, тоа и такви контролни механизми кои ќе спретат самата држава уништувач на природата. Тоа е отприлика. Добро, благодарам во врска со оваа точка од изборните приоритети на твоја партија. Твоја партија има и уште една интересна точка, тоа е од приоритетните приоритети, а тоа е секој граѓанин на Македонија има право на квалитетен живот. Но кога говориме за секој граѓанин, ние мислиме и за лицата со посебни потреби, односно оваа точка е претежно наменета за нив. И ќе може ли да објасниме што имаме намера да направиме во врска со лицата со посебни потреби во Македонија и како ќе го подобриме нивниот живот и како ќе направиме инклузија за нив во општеството? Затоа што тоа е многу ранлива тема, има многу луѓе што се многу насекирани по оваа тема. Да. Значи, многу често кога се зборува за лицата со посебни потреби, меѓутоа и за другите ранливи групи, посебно немоćните лица, лицата на кои што им треба помош, тоа значи постарите лица и слично, некако се сведува на тоа да се даде одредена сума пари и со таква пари да може да се обезбеди одредена помош или грижа, или семејството да може да се грижи за тоа лице. Оно што представува наша идеја за вистински квалитетен живот, тоа е обезбедување на рамноправно присуство на овие лица во целокупниот општествен живот. Значи, почнувајќи од градинките, па
преку основното и средното образование, во кое што сметам дека треба да има потполна инклузија. Јас сум едно од тие која што многу сум против специјалните училишта за било кој облик на посебна потреба кај децата и сметам дека почнувајќи од образованието ние ќе почнеме прво тие деца да ги оспособуваме за нормален, квалитетен, исполнет живот во заедницата, меѓутоа и она што е еднакво важно, ќе ја научиме заедницата да живее со овие луѓе. Заедницата не само да им помага, туку едноставно да ги прифаќа како најрамноправни еднакви луѓе со кои што нормално може да се функционира, да се работи, да се дружи и воопшто да бидат присутни на улиците. Кај нас дефинитивно отсуствува тој елемент. Тоа значи дека не само парични средства, туку посебен облик на бенефиции кој што би овозможил нерамноправната положба на овие луѓе да биде, ако не сосема исклучена, тоа во голема мера да биде намалена и ти да бидат присутни во секојдневието. Да ви кажам, во процесот на менување на Законот за основно образование, во кој што учествував и кадето инсистирав да бидат затворени специјалните училишта и сите деца со посебни потреби да влезат во редовното образование. Една од директорките на такво училиште ми рече дека јас не сум свесна колку тие работат со тие деца и колку им помагаат. Еве, детето дошло во тоа училиште без да може да излезе од дома, а ќе излези од тоа училиште со тоа што ќе може да оди само и да си купи леб. Стануваше збор за училиште за деца со оштетен вид. Значи, тие деца не треба да научат како да купат леб, туку тие деца треба да им се даде шанса да станат работници, да станат професори, да станат музичари, да станат уметници, да станат писатели, да влезат во сите професии кои што не се поврзани стриктно со она што представува нивна попреченост. Значи, во менталитетот наш, во главите на тие луѓе кои што работат во тие специјални училишта на некаков начин стои дека тие луѓе се луѓе од втора категорија и дека така треба да ги третираме и дека се што ќе им дадеме, се што ќе им овозможиме, малте не треба фала да ни кажат или не знам што. Значи, не се работи само за набавување на лекарства, не се работи само за набавување на помагала за движење и за други видови на попреченост. Се работи за потполна инклузија на овие луѓе во нашето општество и јас верувам дека оваа политичка партија дефинитивно може да застане за да е на ваква програма и да истурка такви законски промени кои што ќе го обезбедат тоа. Благодарам. Кога зборуваме за лица со попреченост во Британија, пред 10 години мислам дека министерот за внатрешни работи беше со оштетен вид или комплетно слеп. Му го заборавив презимето, но ние зборуваме за таква инклузија, кога лицата со попреченост ќе бидат комплетно инклузирани во општеството, ќе бидат уметници, ќе бидат писатели, политичари. Политичари, да. Апсолутно. Сега, ако може да прикажам некој само да твитови да ги искоментираме или на ваши гледања во врска со политиката во Македонија. Само ако може да направам нешто на лејаутот, за да може да ги прикажам поубаво тие твитови. Секунда.
тука има многу интересен текст. Зашто треба мала партија како твоја да влезе во собранието? И затоа што нема багаж составен од минатото, амнестирани криминалци направени па заташкани прекршувања. Исто така имаме флексибилност, различност и алтернативност и неортодоксност на здружение на граѓани и затоа што може да биде фактор во изнаоѓање вистински решенија и има капацитет да се спротивстави на моќните која се атакуваат суштинските принципи на демократска држава. И затоа што ние не се бориме за министерски, директорски или функционерски места, туку за систем кој ќе обезбеди за оние што знаат и умеат да дојдат до министерските и директорски функционерски места. И за тоа што не сме со сите. Ова не сме со сите е многу интересен слоган. Дали мислите дека така ќе допреме повеќе до народот со овој слоган не сме со сите? Добро, ја принципиелно не го сакам изразот народ, многу повеќе сакам граѓани, бидејќи на тој начин допираме до индивидуалците, до индивидуалните граѓани. Никако народ ми е многу компактен поим, хомоген и навистина мислам дека не постои такво нешто, туку постојат различни граѓани со различни интереси, потреби и слично. И не сме со сите, мислам дека е многу добро избран начин на кажување дека не сме со другите партии, дека нудиме нешто поинакво. Значи, големите партии по природата на нештата се знаете како мамути некои, како големи животни и автоматски тоа ги прави многу неподвижни. Со времето дури почнуваат да пуштаат и корења, раснуваат и сакаат, многу им е тешко да мрднат од местото на кое што се наоѓаат, заради тоа што треба премногу работи да пресечат. Една ваква нова, мала политичка партија. И мислам дека не станува збор само за твоја. Мислам дека во собранието треба воопшто да има наплив на различни малку помали партии, кои што би можеле да се вметнат меѓу овие мамути, неподвижни мамути, за да можеме да ги потурниме работите. Многу често, кога станува збор за донесување на принципиелни решенија, на работи кои што се од интерес малку на сите граѓани, никако на една или друга групација, големите партии влегуваат во мажино борба, односно тие се закопуваат во ровови и мислат дека доколку се согласат со мислењето на другиот, доколку го прифатат мислењето на другиот, дека на тој начин ги дезавуираат ги своите принципи, дека ги лажат своите гласачи и слично. И автоматски се претвора во едно препокупење меѓусебно, кое што може да биде вестиено од постоење на една мала партија, која може различно да реагира на различни предлози. Значи, доаѓа добар предлог од голема партија во опозиција и оваа мала партија вика предлогов е супер. Значи, убаво е, ќе го дадиме нашиот глас таму и слично. Доаѓа добар предлог од партија во опозиција. Оваа мала партија вика супер е предлогов. Да, доаѓа од опозицијата, меѓутоа навистина е добар е за сите граѓани. Ние се приклучиме и ќе го дадиме нашиот глас таму. Тоа е едната димензија. Втората димензија за која што овдека зборувам, тоа е спротивставувањето на моќните. Големите партии кај нас со текот на времето навистина се стана зависни од големи донатори, од големи моќници кои што на различни начини ги држат и секогаш кога ќе дојде противставување на јавниот интерес со интересот на овие моќници,
превагнува интересот на моćниците. Една ваква партија како твоја може токму да влези во една своевидна, условно кажано, партизанска борба со моćниците, во која што ќе го разруши тој договор, неформален договор меѓу политичките партии и овие моćници, а некогаш ќе им даде алиби на големите партии да не го почитуваат направениот договор, заради тоа што еве има политичка структура која што на овој или оној начин се спротивставила и тие го почитувале договорот, ама мораат заради конјунктурата на ваквото спротивставување. Значи, тоа е многу важно и оној елемент кој што го кажавме ние уште при основачкото собрание на твоја партија и до која што многу се држиме, барем за сега добро обстојуваме, дека ние сме некаква комбинација меѓу политичка партија и здружение на граѓани, посебно од аспект на демократичноста во самата партија. Значи, партијата сама по себе не е централизирана, не е иерархиски поставена, нема некој кој што или некое тело кое што ги влечи конците и кое што на крај ги кристализира сите решенија и слично. Не, партијата е многу хетерогена, составена од луѓе кои што имаат знаења, искуства и вештини во различни области. Секој од тие луѓе во таа своја област е оној кој што ја турка работата на најдобар можен начин, а другите му помагаат, го поддржуваат, го даваат своето мислење. Мислам дека е многу важно токму овој начин на функционирање некако да пробаме да го пробиеме во собранието, кое што ја изгуби внатрешната собствената демократичност заради недемократичноста на големите политички партии. И заради тоа го нашакува и мислам дека голем број граѓани се патија некако им станаа овие елементи наведени тука многу препознатливи и многу блиски, и во суштина многу добри реакции добив на ова писание. Благодарам многу. Сега имаше еден многу интересен твит. Премиерот Оливер Спасовски, премиерот кој е сега во моментов премиер, денеска објави во сред кампања, односно на почеток на кампања, дека канализационата мрежа во Рачиново вредна 106 милиони денари се реализира во континуитет од 3 години и така натаму. Дали ова не е кривичен прекршок? Значи, ова е таа леснотија на кршење на законите, заради тоа што во целиот овој изминат период, она што се случуваше е се помалку и се помалку политичарите, високите функционери да одговараат за прекршувањата на законите. Значи, едноставно со леснотија ги кршат законите затоа што знаат дека нема структура, нема контролен механизам кој што би ги гонел. Во суштина, во случајов станува не само за прекршување на изборниот законник, туку да на кривичниот законник во делот кој што се однесува на остварување на заштита на избирачкото право. Тоа е некој член 165в, во кој што многу јасно се вели, многу прецизно, дека секој ваков облик на излегување на високите функционери од позиција на власт во време на кампањата со работи кои што со отварање на нови проекти, со затварање на проекти, со отварање на разноразни улици, канализации, водоводи и слично, представува директно кршење на избирачкото право и се казнува со казна од 6 месеци до 1 година. На ова би требало да реагира јавниот обвинител. Значи, ова е работа на јавното обвинителство. Меѓутоа, во нашата држава, токму тие основни, моćни
контролни механизми кои што би требале на ова да реагираат, што се вика, во истиот момент кога ќе го здогледаат, не постојат. Токму тие судовите, јавното обвинителство, Уставниот суд се неверојатно подложни на партиското влијание, зависни од политичките партии и едноставно ние во моментов немаме каде да побараме заштита од ваков вид на прекршување на законите и автоматски влегуваме во редот на земји во кои што постои некаквост или импунити на високите политичари, на високите функционери во власта. Сега има едно прашање од Вера Котева. Дали со постојниот изборен модел има шанси малите партии да влезат во парламент? Затоа што вие сте во изборната носител во изборната единица број 1, најверојатно нашата најсилна изборна единица. Но дали со овој дом... Да, теориски има шанси, теориски. Доколку граѓаните решат дека треба да реагираат на она што им се случува, доколку веруваат дека треба да се побара излез од ситуацијата во барање на трета опција и слично. Меѓутоа, фактички не. Заради тоа што овој изборен модел не само што го разбива гласачкото тело, не само што погодува на градење на тој однос на клиентелизам меѓу политичките партии и нивните гласачите, туку овозможува она што на почетокот ти веќе го кажа, концентрација на додатна моќ на монополизирање и на медиумското представување, и на медиумскиот простор, и на присуството во етерот и слично. Едноставно, дури и луѓето кои што, дури и во вакви услови, би гласале за некоја друга опција, имаат многу малку шанси да дознаат за другите опции, имаат многу малку групи. Цело време се зборува за СДСМ и за ВМРО. Дури еден новинар од една национална телевизија ми кажа дека па нормално е дека поголем дел од просторот ќе се издвојува за двете големи партии или трите големи партии, заради тоа што се тие чинит во општеството. Значи, не е важно дали се тие позитивен или негативен чинител. Тие се чинител во општеството и ним треба да им се остави простор, со што воопшто се практично се оневозможува пробивот на помалите партии. Доколку цела Македонија е една изборна единица, шансите се многу поголеми, заради тоа што кумулацијата на гласовите веќе може да направи битен исчекор во поголем број пратеници, кои што би влегле од една или повеќе помали партии, што би придонесло и за промена на структурата на собранието. Дали вие очекувате дека твоја ќе влезе во собранието овие избори? Дека ние ќе имаме неколку пратеници? Значи, да не го очекував тоа, не би се впуштила во целата оваа работа. Да, очекувам дека твоја ќе влезе, заради тоа што претходниот режим не го сруши СДСМ, туку го срушија граѓаните. Граѓаните кои што избраа политичка партија, која што ја поддржа, за која што гласа и која што успеа да го сруши режимот кој што 11 години ја уништуваше државата. Јас мислам дека доколку граѓаните навистина се мобилизираат, можат да доведат до ситуација во која што партија како твоја би можела да освои не еден, туку 2, 3, 4 пратеници кои што можат да направат значајна, видлива промена не само во структурата на собранието, туку во начинот на делување на собранието, во кредибилитетот на собранието и промена во
она што представува демократичност и плуралитет на односите во државата. Заради тоа што многу е важно таква флексибилна, хетерогена партија како твоја да може да влезе да презентира многу хетерогени потреби и интереси на различни граѓани. Благодарам многу, професорке. Зборуваме веќе 45 минути. Дали сакате нешто да додадете за крај, пред да одјавиме емисијата? Слушнав, да, би сакала да додадам. Значи, слушнав дека политичкиве партии СДСМ, ВМРО имаат некои изборни програми составени од 200-300 страни и слично, и размислував дали тоа е навистина изборна програма. Значи, за мене изборната програма е трасирање на идеја, на политика, на приоритети. Доколку во изборната програма почнуваат да се вметнуваат конкретни и изградба на чешма, изградба на 2 метра пат, изградба на меѓа меѓу две ниви и слично. Тоа веќе е воспоставување уште со самата програма на клиентелистички однос меѓу гласачите и политичката партија, односно купување на гласовите наместо изградување на идеја за систем, за системски промени кои што би можеле да создадат услови за подобар живот, за поинаков живот, за градење на поинакви односи меѓу луѓето и слично. Така што со самото тоа, кога ќе ги видам ја овие големи програми, веќе се раѓа кај мене сомнеш дека овие големи партии научиле што е навистина идејата на изборите, на изборните програми, на политичките промени и слично. Значи, тоа така ми тежеше и мислам дека треба да излези надвор во јавноста. Благодарам многу. Ви благодарам многу, професор Кенајчевска, ви благодарам за времето. Гледајте не во сабота повторно. Модератор на дебатата ќе биде Иво Антов, а гостин Трпе Стојановски, кој е втор на листата во изборна единица 2 од твоја и ќе зборуваат за професионализација наместо партизација. Пријатна вечер и све најубаво.